Се наоѓаме на плоштадот Македонија, токму во центарот на Скопје и по повод на Денот на жената, овој ден ќе го наумиме за мажите. Па ајде да видиме што токму мажите мислат за Денот на жената и каде е местото на една жена. Колку жената се вреднува, па да видиме. Како го доживувате меѓународниот ден на жена? Па, мислам дека жените поминале еден долг период кај што се бореле за своите права. Роза Луксембург, Клара Цеткин. Но мислам дека тие жени што ги поставуваат на позиција, па баш напротив ги злоупотребуваат своите лични права. Значи, ги злоупотребуваат правата на останатите граѓани. И мислам дека многу од нив не ја заслужуваат довербата што им е дадена. Значи, имаат премногу моќ. Дали имаме еднаквост? Па, ја мислам дека има. Мислам дека има. Која е позицијата на жената? Како е портретизирана една жена во Македонија? Па, така како што самата себе се поставува према... Ја не би ги делел на маж и жена, секој како личност, како се однесува кон другите, таков и третман има. Дали мислите дека мажот и жената треба исто да ги вршат домашните обврски? Не да ги... Ја помагам каде ќе, домашните работи помагам. Колку што можам, имам 80 години и повеќе. И колку што можам, и метам, и тресам, и се други работи што... А само не ручек не правам, така работи. Права како и мажите во Македонија? 80%. Зошто само 80%? Па, Зошто не 100%? па не 100%, затоа што жените повеќе се посветени на домашните работи, него ли во стопанството. Тогаш кажете ми зошто и мажите не се посветени на домашните, зошто немаме тука еднаквост? Нема еднаквост. Мажите, таа е наследно од постарите генерации. Дали мислите дека ќе се сменат работите и Па би требало да се сменат. Сега во поново време и жените се скоро равноправни со мажите. зошто немаат? Па затоа што тоа е последица од минатото. Дали мислите дека овие работи се менуваат? Може би, ама многу споро. Каде е местото на една жена? Секаде каде што е местото и на мажот. Зашто да не? И во политика, и во образование, и во здравство, секаде. Дали мислите дека ни требаат повеќе жени лидери, дали во политика, дали на работно место? Па да, мислам, точно така. Повеќе жени, поголема демократија. Тој на жената треба да и се помогне. Да има поддршка и од сопругот. Да бидете равноправни. Точно така. А во другите аспекти, дали на работно место? Па и на работно место исто, од секоја страна треба да бидат равноправни. Дали имате керки? Имаме. На кој начин ги едуцирате вашите керки? Като си едуцирана по сите стандарди на Република Македонија, како што може образованието да дозволи досега. Кое не е на завидно ниво, така да ние како родители, значи во едукација на керките, им даваме, ги усмеруваме за се повеќе да можат да се едуцираат по сите гранки од општеството. Како општеството ги третира жените во нашата држава? Па да ви кажам и не на некое завидно ниво, но мислам дека е онака, солидно. Која е позицијата на една млада, да речеме или каква било жена во нашата држава? Дали мислите дека имаме ние жените еднакви права како и вие мажите? Да, мислам дека да, веќе да. Вашето објас... Слика од некои поранешни времиња, веќе да. Кои се нашите права? Сега не листаме, ама во однос на ја, например, као човек од IT индустрија, сметам дека сме апсолутно на исто ниво, дури за некои работи кај вас жените, ако треба дистинкција да правиме, дури и подобро да работите. А која е улогата ваша како маж во едно општество? Ете, да речеме Денот на жената, и која е вашата улога во овој?
Па знам дека е малце клише муабет, ама веќе поминато време кога треба баш тој еден ден да биде специјално карактеризиран. Мислам, убаво е што го има, нели? Меѓутоа мислам дека внимание, можности и така натаму треба да бидат секојдневни. Кажете ми една порака за жени. Порака за жените? Да. Па најверојатно да се чуваат, да се сакаат и да се поддржуваат едни со други. Кажете ми во кое ниво се жените во нашата држава? Па не знам, сметам дека не е како што било порано, дека сето тоа премногу се прави драма некоја на медиумите. Повеќе од што треба. Сметам дека барем од тоа ја што знам дека жените во мојата околина ги имаат истите права што ги имаме ние мажите. Дали жените мислите дека се уште дискриминирани? Не, како што кажав, ја како што живеам во мојата околина не сум бил сведок на такви работи. Тоа е индивидуално, можеби некаде некој се осеќа така, ама сметам дека сме еднакви. Дали мислите дека мажите треба да се едуцираат на оваа тема? Да се едуцираат. Да бидат информирани? Па секако да, можеби и мене ми фали некоја информација, па би го сменил своето мислење. Нели учиме додека сме живи, така да најверојатно да. Како го доживувате ви овој ден и што ќе направите денес за жена? Ништо посебно, искрено. Ништо посебно. Не сметам дека ние не само во врска со жените, него општо луѓето треба да се цениме и почитуваме секој ден. Посебни денови, барем јас не практикувам да не знам, да носам подароци на најблиските жени или такви ствари. Практикувам тоа у секојдневниот живот, постојано да го докажувам и да го покажувам.